Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН покажа како се дава поддршка на земјоделците. Во периодот 2006-2013 година 550 милиони евра во вид на субвенции завршија во македонското земјоделие. Досега распределивме државно земјоделско земјиште на 7789 семејства. Има стабилизиран откуп и зголемен извоз на земјоделски производи во вредност од 504 милиони евра. Намалување на ДДВ од 18 на 5% за ѓубриво, средства за заштита на растенијата и земјоделска механизација. Обезбедивме помош за набавка на 1200 нови трактори и 5500 паршиња друга земјоделска механизација, како и многу други проекти. Во следниот мандат ќе продолжиме со уште поголема поддршка на земјоделците. ВМРО ДПМН ќе обезбеди вкупно 600 милиони евра за развој на земјоделството и руралните средини, односно по 150 милиони евра секоја година. Ова е историски највисок постигнат износ за поддршка на македонскиот земјоделец. И оваа поддршка и понатаму ќе продолжи. Со новите реформи, постапките за добивање на субвенциите се целосно олеснети. Со проектот Календар за субвенции, земјоделците ќе ги добиваат субвенциите согласно однапред дефиниран календар со кој ќе биде определена стрикна динамика на аплицирање и рокови за исплата на субвенции. Времето за исплата на субвенциите ќе биде усогласено според потребите на земјоделците. Земјоделските стопанства кои своите приходи и екзистенцијата целосно или во најголем дел ги обезбедуваат од вршење на земјоделска дејност, ќе бидат субвенционирани со најмалку 20% повисоки износи на субвенции во однос на останатите. Ќе обезбедиме нови поволни кредити за земјоделството, преработувачката индустрија и откупот на земјоделски производи со субвенционирана каматна стапка од 3-4% на годишно ниво. Продолжуваме со поддршката за покривање на трошоците за осигурување на земјоделскиот род. Со дури 60% ќе се осигураат основните и дополнителните ризици од надворешни временски влијанија врз земјоделското производство. Со проектот 50-50, најмалку половина од трошоците за инвестициите во модернизација на земјоделските стопанства ќе им бидат обезбедени од страна на државата. Поддршката на земјоделските задруги ќе ја зголемуваме постојано, бидејќи тие се единствениот начин земјоделците сами да си помогнат себе си во подобрување на нивната позиција на пазарот. Покрај финансиската поддршка, ќе обезбедиме и постојани советодавни услуги за земјоделците во задругите. Република Македонија е зависна од увоз на телешко, свинско и пилешко месо и млеко и млечни производи. Една од причините за увоз на млеко и млечни производи е скапата сточна храна. Веднаш, уште во оваа година, ќе ја намалиме стапката на ДДВ од 18 на 5% за сточна храна, адитиви за сточна храна и жив добиток. Овој чекор директно ќе го стимулира производството на месо и млечни производи, а со тоа ќе се намали и зависноста од увоз на истото. Оваа важна мерка, која е договорена во партнерство со македонскиот сточарски сектор, треба значително да придонесе кон зголемување на конкурентноста на сточарското производство, преку намалување на трошоците на сточарите, кланиците и местната преработувачка индустрија, намалување на нелегалната трговија со товен добиток и намалување на увозот на месо за домашните потрошувачи. Од 2015 година ќе започнеме и со континуирани обуки на раководителите на земјоделските задруги, спроведувани од овластени, научни и образовни институции со посебни модули. За граѓаните кои имаат интерес и минимални услови за започнување со земјоделски бизнес, како и за земјоделските стопанства кои имаат одредена големина на производен капацитет, земјиште или грва добиток, доволен за понатамошен развој, ќе бидат обезбедени пакети за поддршка на инвестициони проекти за започнување на земјоделски бизниси со кофинансирање на 90% од трошоците и реструктурирање на земјоделски бизниси со кофинансирање на 70% од трошоците. Буџетот предвиден за овој проект е 40 милиони денари годишно. Ова се само 10 од бројните проекти за земјоделците предвидени во програмата. Прочитајте ја програмата и одете на проверено, затоа што има разлика. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.
Zaokruži broj 5.